Гледайте, многу е важен вашиот простор. Се свикам, како да објаснам, а да не кажам нешто што знам дека ајкер че овој доктор Жарет досаден со тоа што го зборувам, го зборувам за да ви остане во глава колку е важен просторот. Ајде да почнем. Зборот анксиозност доаѓа од збор ангере. На латински значи да гушиш некого. Ангере доаѓа од збор ангст на германски е страв, а на индоевропејски, тоа е стари јазик од кој што се развили индиските и европските јазици, значи ангст мал простор. Депресија исто значи мал простор. Анксиозност, страв и депресија значат исто мал простор. Гледайте, кога човекот има простор, нема проблеми. Кога нема простор, има проблеми. Кога нема простор, станува сериозен. Кога има простор, не е премногу сериозен. Нели рековме, може да биде човекот несериозен и да биде одговорен. Потребно е човекот да биде несериозен, ама одговорен. Затоа што кај нас сериозноста, колку е човек посериозен, толку е повеќе доаѓа во контакт со проблеми. Сте видели, например, лут човек. Лут, што има лутина. Тој секојаш ќе ви каже работи, за да си ги земете лично. Лутиот човек обожава да ве удри кај што најмногу ве боли. Тој скенира и ви ги гледа оние страни кои што ви се слаби страни и од кои ќе скенира вашата аура, тоест душа, и знае на што реагирате, тогаш добива идеја за што да ви каже за да може да предизвика реакција од кај вас. Колку повеќе лутиот човек предизвикува ефект на тој начин, повеќе го стимулирате да се однесува на тој начин и повеќе го стимулирате да го кажува истото кое што ќе ве пецки, кое што ќе ве боли, поради тоа што вие реагирате. Сте виделе порано на некој дете ќе му закачат некој надимак и колку детево се протестира и колку повеќе детево се бори против нешто, повеќе доаѓа надимакот на тоа нешто. Гледате, протестот, борбата против, да, е убаво поради тоа што покажува дека ние градиме простор, ама зависи со што се борите. Знаете, мојот пријател, кој што исто на некој начин ми беше, па и ми е, тренер мој, вели кога ќе влезе мувата во пајажината, кога ќе почне да прета, се уплеткува. Ако влезе мувата у пајажината и ако си крене едно ноќе, друго ноќе, трето ноќе, четврто ноќе, ќе одлета, нема проблем. Проблем е кога ќе почне човекот да прета во пајажината. Колку повеќе преташ во рингот на љутиот човек. Тој љут човек, замислете го како некој боксер, како некој Майк Тайсон, како некој од овие вештиве боксери. И ти викаш, чекај ќе влезам ја у рингот за да го освестам, за да му кажам убави работи. Луѓе, абе ти не сваќаш дека влагаш у ринг, абе тој е специјалиста. Тој е специјалец. Што рече една жена, вика, специјалецот тоа е научен да го прави. За ти кога ќе влезеш у рингот, кај тој специјалец ти не можеш да не излезеш расплакан. Затоа што е специјалец, тој е научен на борба, тој е научен на битка, тој е научен на не зборам физички стварно некоја ти степа, ама со зборовите тепа. И кога ќе ти истепа со зборови, ти па шо преш си узимаш тоа лично. Па ти се станеш жртва на тоа, па станеш жртва на ситуацијата. Сега јас сакам да ве научам да се изнасмеете во вас на тоа што некој људ човек, некој ваш критичар ќе го каже. И сакам да ви кажам како може да изреагирате, за да некој што постојано ве критикува, да не ви го прави тоа, едноставно да не ви го ремети раатот и мирот. Значи, една работа е луд човек нема чувство за собствена одговорност. Сакам да знаете. Значи, кога имате човек кој што е постојано луд, кој што постојано не му чини, кој што постојано види контра, тој човек не е само контраш на вас. Знаете, контра, луѓе кои што имате луѓе, таков им е табиетот. Тој и да се согласува со вас, ќе се скара со вас. Затоа што така му оди. Знаете, имаш луѓе, абе исто зборите, а се караш со него. Си кажеш, како е можно ова? Ти сакаш да омекнеш ситуација, он да ќе ти најде и ќе те најде пак у конфликт, ќе те врзе, поради тоа што он си има свој тип на начин на размислување. Гледате, си има свој тип на начин на размислување. На него му е стаено некаде у чипот умствен. Некоја ситуација му се случила во некој живот каде што он мора да доминира, он одлучил да доминира, он мора да биде тој најдоминантниот, он мора да биде тој све што знае, јас све знам. Знаете, имате такви дури менталитети низ Македонија. Имате градови каде што луѓето се мекички души, не се карат, не сакаат да решат работа. И тие меки градови има такви со таков табиет, јас све знам. Ама не ќе да именувам, ама има градови низ Македонија каде што луѓето се познати по тоа, они све знаат. Они све знаат. Таков им е карактерот. Абе, он од диалог
ќе направи конфликтна ситуација. Ама не можеш да генерализираш секако ситуации, затоа што секој човек си е посебна приказна за себе и не можеш секој да го ставиш во истиот кош. Ама јас сум приметил, имаме градови низ нашата преубава земја, неколку градови за кои што имам сигурен сум дека не сите, сега кажам, ама таков е менталитетот, склопот на енергијата е таа да он ќе дебатира, абе од ништо ќе направи дебат. Он мисли дека самата дебата ќе дојде до истина, до вистина, он дури ќе те навлече на дебата како да е нешто интересно, да речеш дај бе да дебатираме сега, да се разбереме, ама ти уствари не ќе да дебатираш затоа што ти знаеш дека таа дебата на крај ќе заврши со кавга. Мене ми текна кај нас кој ќе дојде на слава, почне за почне муабетот со тема на политика, на едно, на друго, на трето, ти знаеш дека на крај почнува тоа све, чекаме, не се секирете, веќе се разбереме ние, и на крај, некои више си почнаа да си коментираат, ја ништо не реков, ако вие се препознавате во некои работи, добро е, ама ја не искоментирав за кои градови мислам, дека се тие, почнаа коментари додат, ама ако видите луѓе, тоа е поднебјето. И тоа поднебие е такво. Имаш некои поднеби, се луѓето се чудат зашо тој таква и таква ситуација. Особено, знаете, особено по машкиот дел од родот. Жениве можеби не се такви, ама има градчиња каде што имаш дадени ситуации каде што све знаат они. Ме разбирате, све знаат. Значи нема он што не знае и ќе почне да дебатира како он све знае. И за политика знае, и за ова. Ја нема скромноста на незнаењето, ама он знае. И он е управо. Да ви кажам една интересна работа. Дури у Скопје има населби кои што го има тоа поднебје, населбата е таква да оно таму ако таа населба све знае оно таа населба, поради тоа што едноставно може би растел у тоа обкружување и го има тој табие, тој менталитет на дај ке дебатираме, ке се објаснуваме, ја ќе ти кажам дека знам сега. И у пола реченица ќе те прекинат и докаже дека он уствари го знае тоа, дека не е тоа така баш и суптилно, односно прикриено или директно, ќе ти каже дека не су право. Поради тоа што едноставно он е тој кој што го знае, кој што го знае тоа. Поентата ми е кога ќе имаш таков човек, прво треба да препознаеш дека тој е наоштрен за дебата, тој е наоштрен за да не да се доеднае вистината. Тој искрено имате луѓе кои што се наоштрени за кавга. Они се наоштрени за проблем. Они се наоштрени за да не се разберете, поради тоа што кај него поентата му е едноставно да има дебата, да се дебатира. И пак ќе кажам, и ти за исто кога збориш имаш легенди шампионски, кои што он од разбирање ќе го сврти у неразбирање, за да има некоја полемика, за да има некоја кавга, за да има недоразбирање, за да има неразбирање. И така натаму, и така натаму. Сега, тоа на скалата на емоции, ви текна дека зборувавме за скалата на емоции од филозофот Хаберт, он има секоја емоција подредено на емоционален тон, за кој што зборува дека има дадена фреквенција. Гледате, тоа е антагонизам. Што значи антагонизам? Значи што иде контра. Антагонизам може да биде лутина, може да биде некогаш, например, и огорчен човек кога вие сте виделе дека тој иде контра вас. Ова е за мене дека тие тонови од прилика идат контра. Ама самиот збор антагонизам како емоција, такова е, за антагонизам е сигурно, зашто самиот збор тоа значи иде контра тебе. Но зарем, ова е моје видување, зарем и лутиот човек не го прави тоа, зарем и човекот кој ти е огорчен не иде контра тебе. Човек кој што ти држи инат, ме разбирате? Ти држи инат, тој оди контра тебе. Сега, кога ќе препознаеш таков човек, биди умен ти да не се вплеткаш у пајаджината на дебатата. Немој да се вплеткуваш во пајаджината на дебатата. Затоа што во таа дебата има за цел да излезеш малку расплакан, да излезеш малку нерасположен, затоа што гледате што имаат цел луѓето кои што се многу повисоко со емоцијата, кои што се во ентузијазам, расположеност и така натаму. Гледате, тие луѓе немаат за цел да те направат да си крив, што е многу интересно. Имате човек кој што е мека душа, кој што разбира, тој да не се согласува со тебе, ќе најде некоја точка на согласување. Нема да оди веднаш на несогласување, он ќе најде некоја точка на согласување. И на таа точка на согласување ќе се задржи. Знаете, ќе се задржи на таа точка на согласување. Ова за кое што не се согласува ќе го избегне. Ама сега овој другиот што најде, чекај бе, дој ќе го издискутираме тоа.
а зошто е потребно тоа да се дискутира? И обично се некои работи, полемики за банални работи. За банални работи. Некои кои што целосно е ван нивна контрола у животот, у постоењето. Ме разбирате, немаат врска со тоа што треба денеска да се направи така натаму и како да се направи, него тој што сака да е во таа емоција, тој ќе те наведе на конфликт. Ти треба си паметен да не влезеш во конфликтот, затоа што со некои луѓе кои што се хранат од конфликтот, ќе те смелат, ќе те плюкнат и наредно што ќе ти речат после 3 дена дојди пак на конфликт. Тебе па не ти текнува дека со тој не треба да влагаш во конфликт и сега ти идеш вториот пат наоружен со идеи, што да му кажеш, како да му докажеш, а уствари он толку е искусен што сите тие работи ќе ти ги побие и повторно ќе те направи да се укриво. Самата негова енергија што е контра тебе те прави да се чувствуваш дека не си окей, а едноставно ти влагаш повторно со идеја да се докажеш, покажеш и разбереш со некој човек. Луѓе, со некој луѓе не можеш да се разбереш. Поради тоа што не име намерата да се разберете. Се гледате, ќе ви кажам нешто интересно, не име намерата да се разберете, затоа што луѓето не го разбираат овој збор намера. Они намера мислат, јас сега имам намера да се напијам вода. Да, тоа е со намера, значи ти имаш намера да се напиеш вода. Ја имам намера да одржам лайф. Сега луѓето не разбираат како е можно да имате луѓе кои што имаат намера да се караат. И он мисли, тоа нема, тоа не го прави намерно. Знаеш што? Ја имам еден пријател, човек или ово или оно, тој е толку фин човек. Он е многу добра душа. И сега ти го слушаш како е тој добра душа. Критикува, ама знаеш што, критикува, вика, па некој знае да те затеп, ама добра душа е. Луѓе, душата на сите ни е добра. Ама тој чим се дере, чим вика, чим те критикува. Дај да не го карактеризираме како добра душа, он може би бил добра душа, сега веќе не е, затоа што гледате и душата, што зборев во претходниот лайф, кога душата почнува да прави негативни работи. Тоа е една душа, ме разбирате, ама душата ако прави негативни работи, душата потемнува. И сега таа душа што е потемнета, не можеш да кажеш ти дека е најдобра душа. Таа е добра душа исконски, да. Ако работи на себе ќе ја врати добрината на душата. Ама имате некои луѓе кои што немаат добра намера. Така, некој што цело време закача некого, тепа некого, провоцира некого, критикува некого, маловажува некого, инвалидизира некого, што ќе речеш тој добра намера има? Не бе луѓе до намерата. Сега ти треба да сватиш дека тој човек ја има таа намера. Сега ако човекот ја има таа намера, тогаш не се прави дека не гледаш дека тој човек има таа намера. Значи, пак ќе кажам, да, луѓето, душите во нивната оригинална состојба се супер, се добри. Направили сме од најубавото нешто од божествена енергија. Ама човекот во текот на животот си ја потемнува сопствената душа ако прави неодговорни работи за кои што после тоа не презема одговорност да ги коригира. Значи самата душа се затемнува. И кога таа душа ќе се затемни, таа душа оди кон повеќе темница. И таа душа за жал, ако не работи на себе, таа ќе затемни и други души. Многу едноставно, затоа кога си ти покрај некој кој што цело време те критикува, те инвалидизира, те омаловажува, те деградира, ќе ти се затемни душичката ако си постојано околу него, можеби нема да станеш како него, ама ќе станеш тажен, ќе станеш разочаран, ќе станеш малку депресивен, ќе станеш ваков, онаков. Зашто? Што го намалил просторот. Просто речено. Затоа што гледате, светлата душа ќе ги просветли и другите души околу нив. Тоа не значи дека таа темна душа која што потемнила, душата која си потемнува, она сама си е бара белјата. Зборевме за карма минатиот пат, се да не се повторувам што зборев, зашто не ми е поентата да го држам предавањето за карма денеска пак, затоа што беше направено минатиот пат. Минатиот ли пат зборев за карма, петокот, више ги спомнешав ја кои лајови кога ги имав, ама у петокот зборев за карма. Тоа беше тешко лајвче. За тие храбрите, одете на мојата Facebook страна да го најдете лајвот од петокот и ги станат многу работи јасни. Ама ако имаш човек кој што луѓе прави негативности, неговата душа се вознемирува од него самиот. Таа душа е вознемирена од самиот тој. Самиот себе се вознемирува човекот. Зашто? Нема мир од него, зашто знае дека не прави добри дела. Таа душа која што е у конфликт со самиот тој. Гледате, луѓето се у конфликт со нив, затоа се у конфликт со вас. Човек што не е у конфликт со себе, он нема да те одбере тебе за да влезе у конфликт со тебе. Тоа е првото правило што сакам да ви го кажам, за да едноставно, го знаете, човек
кој што е конфликтна личност, тој е у конфликт со себе, тој е у толку големи битки со себе, со самиот себе, да уствари он е научен на конфликт, он од ништо ќе направи конфликт. Имате некои луѓе кои што се до толку влезени во таа реторика и енергија на конфликти, да ти кога ќе му придеш со најдобра енергија, ако му придеш со најдобра енергија, човекот почнува да се однесува вака или онака. Некој даде коментар, сега го гледам тука дали обседнат со демон, може ли да е обседнат со демон, не знам, не можам да навлегувам во тоа, но моje размислување ќе ви кажам. Негативната енергија, така јинг јанг, имате бело и црно, имате душа која што е добра, имате некои карактеристики кои што не се. На што даваме акцент, тоа ќе се зголеми. Ви текнува на приказната кога некој индијанец го викнал својот син и му рекол: сине, во секој од нас има два волка, црн и бел волк. Вика, два волка има во нас, црн и бел волк. Така, гледате, во животот кога ќе видите, работите се представени како едно, но може би се некојаш представени со две половини. Тоа е едно, ама има две половини. Сега, на што ти ќе даваш акцент, на што ќе работиш, тоа ќе се зголеми. Така да, ако некој човек ја провоцира негативната енергија во себе, со тоа што прави негативни работи, прави негативни, шири негативна енергија на страна, што ќе се случи со неговата енергија? Ќе стане потемна, ќе стане понегативна, како сакате речете ја. Има разни називи за таа негативна енергија, енергетски вампир, ваков, онаков. Што и да е. Не знам, не можам да навлегувам во тоа, ама, сакам да кажам, нештото, релација, брак, може да биде многу светло, може да биде многу чист, почнете да имате тајни, криења, нечестни работи, некомуникација, ќе затемни бракот, ќе затемни атмосферата, ќе затемни релацијата, имате меѓучовечки релации, имате некои релации кои што се светли, кои што имаат супер односи, ама ако не сте одговорни за таа релација, ќе затемни релацијата. Ќе почне да нема комуникација, ќе почне да има сомнежи, ќе почне да има негативни мисли, ќе почне да има озборување. Зошто? Па поради тоа што нема искреност, поради тоа што нема чистина, поради тоа што нема вистина, поради тоа што ја кажа во минатиот лайв дека незнаењето е зло, поради тоа што човекот ако не знае, он не е свесен. Но и лагата е зло, затоа што лагата што прави? Така лагата те тера у невистина, лагата те тера у сомнежи, лагата пореметува многу работи. Зашто кога имате лага, немаш вистина, а вистината те ослободува. Замислете сега имате некои двајца луѓе кои што сакаат да разрешат нешто помеѓу нив. Ајде да речеме двајцата имаат по 10 камења во джепов. Сега едниот решил ќе биде искрен, ќе биде честен и он ги става сите 10 камења на маса, ама другиот наместо да ги стави сите 10 камења, он ставил 7 камења на маса. Се има 17 камења на маса, нема 20. Треба да има 20. 3 се скриени затоа што некој немал храброст сите 10 камења од джеп да ги извади на маса, со други зборови да ги каже сите работи, да ги открие сите тајни. Ама сега со 17 камења ситуацијава се уште нема логика. Почнува да има малку логика, ма гледате, човеков не може да се ослободи од тоа затоа што ја нема целосната вистина. И се он почнувајќи да крие, да лаже, да крие. Па зар тоа не е негативна енергија, како сакаш кажи ја, вампирска енергија, демонска енергија, неубава енергија, непријателска енергија даде? И се ако ние почнеме да работиме на себе, ако почнеме да ја кажуваме вистината, ако почнеме да се однесуваме убаво, ако почнеме да бидеме фер кон самите нас во односот со другите луѓе, затоа што односот со другите луѓе не е само за нив, тоа е преди се за тебе, за да одржиш твојата позитивна енергија. Затоа што ти ако го немаш односот со другите луѓе да ти е добар, твојата енергија нема да е добра. Затоа што луѓето не го сваќаат тоа. Абе он затоа што се чувствува неубаво, па затоа што си добра душа, ама ако ти си добра душа, тоа значи дека треба да правиш добра работа, треба да си честен, треба да си етичен, треба да си морален. И ако го запоставиш сето тоа, си ја втемнуваш душата. И таа темна душа влечена кај темница. Сам те влече, ти сам идеш, никој не те тера. Веш, у животот имаш темница и светлина. Ама на некој ако му се затемни душата, оди на многу темни места. А што е темно место, луѓе? Неетиката е темно место. Неетиката е темно место. Затоа што кога ќе ставиш ти светлина, криминалец не доаѓа кај што има светлина. Криминалец бара темница. Неетиката бара темница. А знаете што темне е? Криење. Криење темне е. Криење. Темне е. Мистериозен човек.
Тој е темен, не е оначик насмеан светло. Ја многу сакам отворени светли луѓе, абе тој е мистериозниот, тој што крие нешто. Тој те влече, те фиксира. Зашто? Затоа што нема вистина там. Има нешто што е скриено. И ти не се чувствуваш убаво поради тоа. Така. Гледайте у Скопје. Веројатно ќе ви текне на што мислам. Каде има темница? Ќе видите каде што има проституција у градов, а нема на многу места, ама мислам дека е познато у Скопје каде го има тоа место, ќе видите дека е најтемно тоа место. Таму нема светлина. Зашто? Затоа што тој иде таму, не ќе да го видат луѓе. Не му е окей да го видат. Е сега, порано имаше се, не знам дали уште стои таму, ама пред македонска телевизија. Така, ќе отидеш на интервју, навечер идев на радио, таму имаше да многува ноќна програма. Шо гледаш пред телевизија? Глупости. Така, ама зашто? Сега мислам дека можеби не е така. Појма немам, можеби е, можеби не сум бил многу одамна на таа ноќна програма. Ама што се случувало таму? Темница. Зашто темница, луѓе? Поради тоа што, гледайте, кога луѓето имаат вистина, они просветлуваат. Кога луѓето имаат лага да скрие, да не види, темница. Темница. Ама човекот не сваќа дека темнината на неговата душа, која што он има одговорност да ја држи светла, го тера сам да оди у темница, никој не го тера натаму. Ако го поврзете ова со карма, од 5 точки од лайф, ќе видиш дека човекот преку неетиката сам се вовлекува во дадени ситуации кои што се темни и кои што почнува да носи негативни одлуки. Впрочем, тој беше поентата дека карма значи зборот, карма значи акција, ама пред акција има одлука. До тебе каква одлука ќе донесеш, ако донесеш глупа одлука, е поради сам себе. Можеби некој те прелажал, прашањето зашто го слушаш на тој што те прелажал. Друга ми е поентава. Поентава ми е следна. Луѓе, кога имате даден конфликтен лик, кој што имаш даден човек кој што затемнил во неговата енергија, кој што е затемнил својата собствена аура, зашто тој лик да зимаш квалификацијска изјава? Што значи квалификацијска изјава? Не си добар, не те бива, ти дава квалификации. Гледате, ти дава квалификации. Тој ти дава квалификации. Замисли. Тој не може за себе да види кој он, што он прави. Зашто човекот кој што може да види за себе кој он, што прави, дал греши, тој обично не ти дава такви квалификацијски изјави. Гледате колку интересно. Човек кој што самиот може да прифати корекција и да прифати одговорност и да се себе коригира, тој е човек кој што обично не укажува колку си ти лош, колку си ти негативен. Зашто знаете, тој што е цело време негативниот, па тој прво нешто што приметува негативно кај тебе, затоа и го приметува. Гледате, прво нешто што приметува негативен човек кај тебе е негативното, ама он до толку изобилува од негативност, да он не може више да го види тоа. Зашто? Па поради тоа што е вистинското он, како квалитет на убавата душа, таа почнала да оди у позадина. Таа почнала да се губи. У Америка викаат it takes a genius to see a genius. Со други зборови, потребно е да си гениалец да видиш гениалец. Потребно е да си гениалец да препознаеш гениалец. Ама ќе ви кажам една работа. Гениалноста е потешко да се примети отколку некој што прави грешка. Имате гениалец кој што може да направи 100 работи убави, ама ако до него има не гениалец, прво тој не гениалецот нема да го примети дека тој е гениалец, а што ќе примети? Тоа што тој човекот го има. Знаете, кога ќе купите некоја марка на возило, таа боја, вие приметувате таа кола у град. Зашто? Ја имате таа кола. Што вика еден пријател мој, вика, жена ми дори не стана трудна, вика, не сватив колку трудници има низ градот, затоа што не ги приметувал. Затоа што не му е во свесноста. Е се на критичарот што му е у свесноста, негативноста. На човек што е позитивен, што е ведар, кој што ги гледа убавите работи, он нема да го истакне негативното. Ама човеков што е критичаров, он ќе те залепи со етикети. Не си добар, ваков си, за никаде, само ти лепи ливчиња. Так. Ти, ако не си способен да препознаеш и да видиш, че кажеш, кој овој ли мене ќе ми каже што да зборам ја? Односно, овој ли ќе ми каже јас не знам што да правам? Овој ли ќе ми каже што е мојот животна цел? Ако ти не го препознаеш дека ти добиваш квалификацијски изјава за тебе, дали си добар, ваков си, онаков си, од некој човек кој што нема позитивни резултати во неговиот живот, кој што има конфликтни работи, кој што ги замутува сите енергии околу него, па секако дека ќе те замути енергијата и тебе.
И сега он кога ќе те налепи со такви етикети, знаете што е паметно да направите? Полека една по една етикета. Види, пријателе, ти ми кажа пред година дена, ама со убав тон ќе му кажете. Не со викање, зашто тој човек сака да измами викање ке вас, затоа што на крај ќе рече да гледаш колку си нервозен. Па ти за ова ли работиш, бе? Ти затоа идеш да ги слушаш тие лајвови на жаре, за ваков да бидеш. Ха? Па ова ли? Го гледаш цел 3 пати у неделата го гледаш жаре и сега памет ти доаѓа памет, па се дереш на мене. Абе гледај, тој ти испровоцирал. Еве ја како е лајф е за тоа. Да не ви го каже тоа. Затоа што пак ти ке си кривиот. Ти си тука на лајвови, читаш книги, идеш на, не знам, консултација да се подобриш. И он ќе те испровоцира и на крај што ќе ти рече? Па за џабе плаќаш пари, бе, човек. Гледај каков си. Па ти одиш, се изнаплати пари за вака да викаш, да си нервозен. Да не можеш критика да прифатиш. Абе, како ќе ти го срочи убаво? Да ќе те направи уште поконфузен. Ама, ти мора да ја препознаеш само енергијата. Не мора да ги препознаеш зборовите. Препознај енергијата. Убаво ти е со тој човек, у околината на тој човек. Убава енергија, убаво ти се чувствуваш пожив. Или се чувствуваш помалку жив. Едноставно е. Што осеќаш? Што восприемаш? Зашто што ја восприемаш? Ти ја восприемаш намерата на тој човек. Гледаш, ја восприемаш намерата. Затоа ти е шубе таму, затоа што ти е страв. Затоа што фактички ја восприемаш намерата на човек. Знаете, намерата човекот може да ти каже нешто, ама кога он има добра намера, абе ти знаеш дека тој изгрешил и криво му е. Но овој кога ќе изгреши никаде не му е криво. Пори тоа што е поврзано со намерата да таков резултат има на крај. Затоа бидете мудри. Се, на тој човек полека една етикета, ти стал тој етикета. Слушай, ти ја вратам ја етикета. Знаеш што? Ми кажа пред година дена дека не сум одговорен. И ја размислов на таа тема. Мислам дека сум многу одговорен. Ти ја враќам ова етикета поради тоа што не припаѓа ке мене. Само тоа сакам да ти кажам. Нареден ден ми кажа, слушај, ти ми кажа дека не сум добар другар пред 1-2 месеци. Бла, 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 бла. Ама ја размислов на таа тема. Знам дека сум добар другар. Така да мојата констатација е дека јас сум добар другар. Ова етикета дека не сум добар другар, те ја враќам тебе. Чуе. Може да му даеш на некој друг, ама мислам дека не треба никога да ја даеш. Боја згужва и фрле у ѓубре, затоа што таа етикета не е за наше друштво. Ние сме добри другари. Ама ако му го кажеш ова смирено, крај. Зашто? Човекот ќе се трне сам од тебе инстинктивно, затоа што сваќа дека си препознал. Он кога сваќа дека ти не си разбрал? Не си разбрал ако реагираш, викаш, си го зимаш тоа лично и почнаш да протестираш. Гледаш? Ако он види дека ти се уште имаш разборичкана енергија, он една работа сватила. Зашто? Гледате, стварно е така. Разборичканата енергија не е осознава, не сваќа. Ти може би си сватил нешто, ама ако се уште имаш разборичкана енергија во однос на тој човек, со други зборови тој те провоцира, уште не си сватил све. Да се разбереме. Имаш уште работа на таа тема. Зашто кога ти ќе сватиш се во врска со тој човек, тој човек више отворена, прочитана книга, ти си чекор пред тој човек. И сега, ти кога си чекор пред тој човек, и он го знае тоа, и он знае дека ти кога ќе му го кажеш, слушај, бе, сакав само да ти кажам, знаеш, ти тој и тоа ми го кажа, мислам дека не си управо за тоа. Знаеш, имаше таков и таков коментар за мене. Да, те разбирам, ама знаеш, ја мислам дека не е така. Ама не е така. Види, тоа е твое мислење. Само да ти ја вратам етикетава, за тоа сум тука. После, слушај, да ти ја вратам и оваа етикета, затоа што ти налепил со 10 етикети. Сега, ако ти не почнеш да го осознаваш него, зашто човек сака секако да ти направи конфузија за да не видиш дека е он. Нормално е тоа. Тој човек сака да створи конфузија ке тебе, зашто? Па за да не сватиш дека е он. Да ви кажам наједноставен пример. Сте виделе ли некојаш? Ке имате некој дечко, фин дечко, другар ваш, топ, се фатил со некоја девојка која што не е добар лик за него, ајде така да речеме, благо кажано, да не речеме енергетски вампир. Ама, он се фатил со некоја девојка која што му ги пресекла сите комуникации, нема на сметката, му ја украла на сметката, му ја украла енергијата. Абе вие, тројца, четворица другари што се дружите, ти одма знаеш колку е саат, зашто ти гледаш од страна. Абе тој пустојот затоа што у каша попара. Знаете, порано имаше, вие сте веројатно помлади, ама ние порано имавме една игра, се викаше Коларичу Паничу. Ви текнували Коларичу Паничу. И сега, Коларичу Паничу, тоа беше едни ластици ке земеш и играш со тие ластици, па ќе ги сплеткаш, па треба да ги отплеткаш. Ау, Боже. И сега,
се он ќе ти направи таква сплетка у глава, да ти си последен што ќе го видиш тоа. Тоа е како замрсена вуница. Сега, другар ти твој не го гледа тоа. Зашо не го гледа тоа? Па поради тоа што он е у вртлогот на замутеноста. Ти не си. Ти си у бистрината зашо гледаш од страна. Он не. Затоа што таа замутената му направила таков вртлог и мутно му е се умот на дечко, но не може да види дека неговата неубава енергија доаѓа од неа. Да ви кажам наједноставен пример. Ај ова, сигурен сум дека сте го виделе. Може би не на ваша кожа, дај Боже да не е на ваша кожа. Сте биле ли со некој човек? Еве нека ви биде дечко, девојка, кој да е, кој што бил конфузен, кој што вака со дадени сладкоречиви негативни, ама коментари знаел да ти направи вртлок у глава. Некој човек кој што е непознан, непостојан, некој што е конфузен, некој што е тука за тебе, па не е тука за тебе, па ќе ти даде сигнал дека сака да е уврска со тебе, па не е, па и ќе ти направи конфузија. И се шо викаат луѓе за такви луѓе, еве ќе ви кажам. Абе, да не и тоа го кажам, да не сгрешиш што го кажам. Човек не се сгрешил. Ти си сега конфузен, дал си сгрешил што си кажал нешто, а човекот нешто не кажал лошо. Ама овој затоа што е толку конфузија самиот тој партнер, другиот, да на него му е префрла конфузијата, за овој станува конфузен. Абе, требаше да кажам тоа или не требаше? Да не требаше да се... Море, му пишав многу пораки. Не требаше да му пишам пораки. Абе, си требал да пишеш пораки. Си требала да пишеш пораки. Ти, дечко, си требал да пишеш пораки. Таа до толку е конфузна, што не знаеш што сака она, да на крај таа конфузија од неа дошла на тебе, за ти да не си више сигурен, требало таа втората порака дента да ја пратиш или не. Човек, ако е некој стабилен, знаеш што сака, ти 3 пораки и 5 да пратиш не е проблем. Она што е проблем е ако другиот е конфузен, ако има конфузија, ако има мутна вода до тебе, ти ќе се замутиш у паметот и си викаш, абе требаше да пратам, а море да не изфорсирав. И се мислиш да не изфорси. Море да не ја викнав на состанок. Од кој се јавив на состанок ја нема, бе таа ќе ја снемало и да не си се јавил на состанок. Зашто е конфузна? Тој ќе го снемало затоа што може има некоја друга шема. Не е на чисто ни тој што сака. Луѓе што не се на чисто што сака, што се у конфузија, што се у вртлок, ќе ти напрати тебе вртлок да се чудиш ти и да се себе испитуваш и да си правиш overthinking. Да не требаше да пишам. Па сега си викаш да не требаше да пишам, па после си викаш, ама шо пишам? Па и ти си више, ти не се разбираш тебе. Требаше да пишам? Море, не требаше да пишам. Ама ако не пишеш, па се си викаш требаше да пишам. Ама ако пишеш, си викаш зашо пишав? И цял ден ти е мутен. Цял ден мислиш. Да пишам, да не пишам, да не... Требаше поњевас да ја пратам, не требаше да... Вечерта не требаше да пишам. Сабајлето зашо не ја пишам? Па сега мислиш да ја пишеш, да ја фатиш пред работа. Ама ако е пред работа, дал ќе ти одговори. Ама ако е на работа, па да не е на работа. Абе цел ден мислиш, премислиш. Човек, зашто? Затоа што имаш од другата страна таков тип на човек. Не им текнува на луѓето дека е заради тоа. Он мисли дека е заради него. Не бе заради човекот е. Кога ти имаш бистар, светол човек кој што си на чисто, знаеш што сака и тој знае што сака, ти знаеш дека што и да пишеш не можеш да сгрешиш. Не можеш да сгрешиш, човек. Ти можеш да сгрешиш, тоест мислиш дека си сгрешил, само кај човек од другата страна што има некоја мутност. Тој има мутност. Само луѓе вика, ја не сум сигурен. Па секако дека ќе си несигурен покрај човек што е несигурен. Зашто таа несигурност ти ја пренесуваат луѓево. Сега имаш луѓе кои што те направат до толку да ти умутно, да на крај не ти се размисли дека е тој до тебе. Ме разбира, има еден виц. Некој човек бил на умирање, сега ќе го кажам вицот. И тој човек што бил на умирање, пред смртна постела, сега вицов е таков, сега да не ме разберете, нема вршка од кој пол е, може да го смениме да е обратен пол, женава да е на умирање, па мажов да е до неа, ова вицов така сум го слушнал ја. Некој бил на постела на умирање и сега женава до него и сега му вика мажов, вика, аве, вика, жено, вика. Ти текно е ли, вика, не знам, 36-та година кровот кога го правевме, кога се лизнав, кога паднав. Ми текно е, вика, како не ми текно? Вика, кој беше до мене? Она вика, ја бев до тебе. Така е. Вика, не знам, 42-та година кога го раниле. Кој беше до мене? Вика, ја бев до тебе. Така е. 55-та тоа кога му се десил, кој бил? Така е. Вика, тој кога ме удри кола, кој беше до мене? Тај таа. Вика, 79-та, тој ти беше. Сега кој е со мене? Вика, па јас сум цело време с тебе. Па вика, море, ти си ми малерот. Секам да кажам овој виц,
Ама некогаш имаш некоја енергија која што кога е до тебе, ќе те затетeravi. До толку си затетеравен да не знаеш дека има пред тебе тротоар и ќе паднеш од тротоар, ќе си скршиш нога направо. Луѓе, има конфузни луѓе што си кршат нога направо. Ама тие не се конфузни од ништо. Тие се конфузни од конфузна енергија. Сега, исто така е кога си во комуникација со некој човек што сака да те намами у рингот. Зашто што ти прави со зборови? Те нокаутира. И ки излезеш од комуникација со тој човек, зашеметен си. Так, не знаеш кај тераш. Не си у сегашен миг. Гледате, едно од многу интересните вакви ситуации. Човеков е цело време загрижен. Цело време е загрижен. Не мараат. Затоа што и да направи, ки има проблем дома. Или кај да е, на работа, или кај да е. Ки има проблем. Зашто имаш луѓе што креираат проблеми. Не влагај у секој проблем. Не влагај у секоја замка. Не вреди у сите битки да крвериш. У некои битки уопште не вреди да влагаш. Зашто кога ќе влезеш у џунглата, комарец ќе те касне. Пријателка една моја била со такво некое друштво Америка, негативно се преселила у друг град, работела со така на себе со некој човек, се трнало тоа негативното друштво, вика после 2 години се јавуваат од тоа друштво, доедни сме ке тебе, вика идеме ке тебе у градов, ке резнаме јахта, дојди ке земе алкохол, ке се журкаме. Оваа се замислила, вика, ајде идам, а му се јавила на човекот со кој што работела, човеков и рекол, слушај, го прашува, вика, идам, вика, на 1 сат, ништо нема се деси. Човеков гледа што ја рекол. Вика, гледај, кога ќе влезеш у џунгла, комарец ќе те касне. Значи, нема дал ќе те касне, ќе те касне. Некој комарец, не дај Боже, различни ги има со овакви вируси, онакви вируси, така натаму. Не мора да влагаш у џунгла да те касне комарец. Ама до тебе е дал ќе влезеш у џунглата. Треба си малку паметен, за да сватиш дека некои релации, односно некои дебати се џунгли, у кои што не можеш да излезеш не каснат од комарец, може би од некоја змија, може би од некоја шкорпија, ама како и да е. Едноставно, биди паметен да препознаеш каква енергија има. Мојабетов ми е, од такви луѓе особено не си взимајте работи лично. И точно е, кога човекот е колку е поблиску до таа конфузност и несигурност, зашто сигурниот човек кој што е сигурен во себе, тој нема да направи тебе несигурен. Ама, ако си ти во вртлогот на несвесноста, затоа што некој ти направил несвесност преку критика, омаловажување, деградирање и така натаму, тој последен гледа. Гледате тој пријател за кој што ви кажав, од кој што тројца луѓе веднаш виделе дека тој му е девојкава му е проблем. Он после 3 години кога девојката него му раскинала, некако он никако не ја да ја раскине. Девојката него му раскинала. Ама и сопрел, почнал да гледа, вика, и вика на другари, знаеш што до таа ми беше, до таа. Се опрел он физички, психички после кога раскинал со неа. Ти го гледаш, си викаш, абе пријателе, добро што ти текна после 3 години, ама него не можело да му текне после 3 години поради тоа што е увртлогот на конфузијата. Немој да бидете увртлогот на конфузијата. Се гледаме у среда. Чао.